Во последно време се поголема е зачестеноста на сексуална злоупотреба на деца, се почести се случаите на педофилија овде во Македонија. И токму од тие причини првата детска амбасада во светот Медјаши со седиште во Скопје има реакција по тој повод. Денеска во 5 до 7 разговараме со Даниела Трајковска од Медјаши за тоа дали всушност идејата и предлогот на детската амбасада Медјаши е да постои за овие педофили хемиска кастрација или доживотен затвор. Кој е вашето размислување всушност за оваа тема? Дали треба да постои ваков тип на санкција или казна, или треба сепак слободно да се движат педофилите? Дали всушност затворот е доволна гаранција дека по излегувањето на педофилите нема да продолжат да го прават истото? 2600-373 е контакт телефонот на кој можете да не контактирате, а јас велам добро утро и добре дојдовте за Даниела Трајковска од Медјаши. Добро утро до вас и до вашите гледачи и ви благодариме на поканата за оваа тема. Како што споменав, се поголема е зачестеноста на број на случаи на педофилија, па на што се должи тоа според вашите истражувања? Така, да бидеме искрени, сексуалната злоупотреба и педофилијата не е нешто што се случува само во овој момент и само на нашето поднебје. Значи, тоа е веќе нешто што се случува и во светот пошироко и од секогаш се случувало. За жал е така, меѓутоа во овој период ние нели како детска амбасада која што се грижи за правата на децата, за нивната сигурност, безбедност и најдобар интерес, а најдобар интерес на детето е нели токму обезбедување на безгрижно детство, а безгрижно детство не е возможно да постои доколку постои сексуална злоупотреба и педофилија, и токму затоа ние во годините наназад и секако и овој период активно зборуваме, апелираме да се зборува отворено на оваа тема со цел да подигнеме јавната свест, да се говори и да се пријавуваат ваквите видови на случаи со цел да може да се делува во превентива и во спречување. Токму затоа сметаме дека ова не е знак дека е позачистена педофилијата, но е знак дека многу повеќе и поотворено се зборува за нејза. Така, според статистиките можеме да забележиме дека најголем дел од злоставувачите се мажи, а најголем број од оние злоупотребени лица се девојчиња. Дали постои рецидивизам, повторување всушност на она злодelo по излегувањето од затвор? Така, добро сте информирани. Најголемиот процент од злоставувачите, како кај нас и така на пошироко, односно 95% злоставувачите се од машката популација, а само 5% ја опфаќаат женската популација, а спротивно на тоа, па како жртви се најопфатени девојчињата од најрана возраст па до поголема возраст, односно спротивен процент, односно 95% се девојчиња, а 5% се момчиња. А кога зборуваме за рецидивизмот, како што споменавте, за жал и тој процент е навистина многу висок, и токму од тој аспект нашите препораки за намалување на педофилијата се движат во тој правец. Така, според детската амбасада Медјаши, кои превентивни мерки и активности треба да се превземат за намалување на појавата на педофилија? Дали треба да постои ресоциализација на овие случаи? Така, да, секако првенствено зборуваме за ресоциализација, за информирање на децата и младите, значи доближување на за полесно да може да препознаат кога станува збор за сексуална злоупотреба или сексуално полов напад, значи кој што треба да се одвива преку доближување на децата како од страна на родителите, така и од страна на образовниот кадар. Значи во училиштата се зборува за таа тема, но тука ја споменуваме и ресоциализацијата на педофилите, затоа што знаеме дека се уште нема соодветен третман, нити додека се педофилите во процес на одлежување на казната, ни по одлежувањето на казната, и токму во тој правец сметаме дека доживотната казна затвор, како и покачување на казните, со што успеавме во 2008 година да делуваме и да апелираме за зголемување на казните,
казните токму од тој аспект што нема соодветен третман за овие злоставувачи и од аспект дека најчесто најголемиот број од случаите се повторуваат. Значи нема никаква гаранција дека по одлежувањето на 10-15 години затвор на злоставувачот дека тој нема да го повтори делото. Се додека немаме гаранција дека некој детски живот нема да биде буквално осакатен со злоставувањето, ние бараме поригорозни мерки, нели? Сега се превзимаат како што е регистарот кој што е воведен за педофили, кој што ние го поддржуваме како активно затоа што сметаме дека образовните кадри, значи училиштата и сите оние кои што работат со деца треба да имаат во предвид кого вработуваат во своите институции, но сметаме дека треба да биде до негдека во ограничена достапност за да не дојде до злоупотребување на таа информација и дури до јавен линч на самите педофили, а тука ги споменуваме како мерки исто така и како што знаете медикаментозната терапија, односно со цел да се намали нагонот кај злоставувачите, затоа што нели тие имаат зголемен нагон и проблем со контролирање на тој нагон. Во тој правец ја препорачуваме медикаментозната терапија, така наречена хемиска кастрација, со цел да се превенира, значи ова е еден вид на превентивна мерка. Постои ли некаде во светот, во некои други земји, доживотен затвор за педофилите или хемиска кастрација? Да, значи ние сето ова што го зборуваме не е нешто што ние го измислуваме, значи ова се мерки кои што се применуваат и во светот, значи токму затоа ние сме во тек со времето и со информациите кои што течат во светот и токму затоа пробуваме да ги следиме и да бараме со цел нели да се заштитат децата, освен медикаментозната терапија, така наречена хемиска кастрација, препорачуваме и вградување на локатори, односно инструменти преку кои надлежните институции, значи надлежните институции би ги следеле постојано по излегување и одлежување на казната затвор и доколку има ризик, значи се забележи, надлежните институции забележат дека одреден злоставувач е во близина на нели детско игралиште, училиште, да може да се делува и секако како што и вие споменавте, ресоциализација, работа со професионални тимови кои што постојано ќе ги имаат под контрола, затоа што знаеме колку е висок процентот на повторување на делото. Со што се соочува едно дете по преживувањето на сексуалната злоупотреба или уште пострашно по родоскрвернавањето? Така, да. Значи, како што знаете, секое дете има право на безгрижно детство. Значи, со самиот тој чин неговото детство застанува тука. Значи, детето созрева прирано, на некој начин созрева, а последиците од ова навистина највисоко кршење на неговите права и од оваа траума се доживотни. Значи, тоа не ги доживува само во детството, во адолесцентниот период, во процесот кога се развива и почнува да општи со спротивниот пол, значи туку последиците се доживотни. Токму во тој правец може да се размислиме од каде нашата потреба како детска амбасада да бараме зголемување на казните, затоа што нели злоставувачот добива 2, 5, 10, 15 години затвор, а детето го носи тоа целиот свој живот. Последиците од не сите деца можат отворено да говорат за она што им се случило. Каков е третманот, каков е пристапот кон овие деца, како да се натерат да проговорат за проблемот? Така, ние континуирано работиме на тоа, меѓутоа не е возможно само од една страна, потребна е целосен пристап, значи и континуирана соработка како со надлежните институции, невладиниот сектор, професионалните кадри кои што работат со деца, така и со родителите, со цел децата да почувствуваат дека имаат безбедна почва, сигурност да проговорат за овој специфичен проблем и да се чувствуваат безбедно да го кажат и да знаат дека потоа ќе се делува врз основа на тоа. За жал, на нашите простори се уште нема
соодветен доволно добар соодветен третман за детето, посебно во првите 48 часа. Знаете дека во тие 48 часа по злоставувањето потребен е посебен третман со посебни стручни лица, педагози, психолози, психотерапевти, пред кој детето ќе даде една единствена изјава. Ние се залагаме за земање на една единствена изјава во скрин соба, каде што потоа детето нема дополнително да се травматизира и изложува со секое повторно изложување на неговата состојба и доживеаната травма, нели, доколку треба потоа да го каже во полиција, па да го каже пред судот целото тоа што го преживеал, и исто така на тој начин подпомагаме во намалување на можноста детето да ја измени својата изјава, затоа што знаеме затоа што не е секогаш сторителот на делото во притвор додека се докаже делото, значи може да се изврши дополнителен притисок на детето, за да кое што би делувало во негова измена на изјавата. Тоа би значило продолжување на слобода, овозможување на слобода на сторителот на делото, кој што потоа може повторно да го злоставува истото или некое друго дете. Кој е вашиот апел до сите оние кои биле изложени или биле сведоци на сексуална злоупотреба, педофилија? Така, значи првата детска амбасада Мегеше првенствено сака да апелира до сите деца и до сите оние кои што воедно биле сведоци или имаат сомнеш дека постои сексуална злоупотреба или педофилија во некое семејство, училиште или било каде, да се обратат на СОС телефонот, значи 0800 1 22 22, каде што стручни лица ќе ги слушаат, ќе ги земат потребните информации, се со цел да се делува во превентивна или во спречување на некоја злоупотреба на детето. И како што знаете, со самото премолчување на ова злосторство или на било кое друго злосторство, секој кој што ќе го премолчи станува соучесник во тоа. Затоа не дозволувајте да нечиј живот, детски живот биде истравматизиран и злоупотребен, него кога има и најмал сомнеш, превенирајте, информирајте за да може да се провери. Пред да го заокружиме разговорот, предлагам да го слушнеме гледачот кој веќе чека на линија. Добро утро. Добро утро, поздрав. Поздрав. И до вас, кој ни се јавува? Гледачка од Скопје. Кој е вашето размислување? Треба хемиска кастрација, доживотен затвор или треба слободно да се движат педофилите? Двете, и хемиски и доживотен. Сите знаеме, мајкиве, како го носиме дете во колку маки, како го раѓаме девојче, ќе го порасниме 10 години. И некој да ми го уништи тоа девојче за цел живот травма. Тоа девојче колку и да се лечи, колку и да прави машко ли било, то цел живот ќе има таа травма. И кога веќе ќе има толку голема смелост и после објавувањето на нивните имиња, да повторно го прават тоа, зошто толеранција? Каков е тој начин на размислување, што да се прави со тие луѓе? Доживотно да го нема тој човек. Прво и фамилијата е срами, баби, дедовци, сите таму. Децата ги срами. Околината. Тој човек не треба да живее. 10 годишно, 9 годишно, 11 годишно дете да ми уништи. Сите знаеме како ги растиме со кои мајки. Сите црнчиме за тие деца. И да ми е страф на школа да го пуштам детето. Так. Извинете, ама. Јас не знам кои се тие и зошто размислуваат како и што да му се направи. Се знае како и што. Зошто? Прашањето ми е зошто размислуваат? И зошто ги толерираат? Пријатно и убав ден. Пред да се исклучите, ако се уште сте на линија, вие сте повозрасна господја, па би сакала да ве прашам дали... така се исклучи господјата. Сакам само да прашам дали во минатото била толку често оваа појава на педофилија или тоа е тренд во современи услови? Како што напоменав, значи со гаранција не може да кажеме, но сметаме дека се должи на подигање на јавната свест. Значи педофилијата била присутна од секогаш, но многу малку се зборувало за тоа. Еве денеска можеби децата се малце поохрабрени, почесто се зборува за тоа, се чувствуваат безбедно до некаде, но не целосно, затоа сметаме дека уште многу треба да се работи во тој правец за да може децата да делуваат, да пријават и да може да се делува во нивна заштита. Така. Ви благодарам за денешното гостување. Ви благодарам многу и на вас и пријатен ден. Во продолжение